Ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski shprehet këmbëngulë se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besim i ndërsjellë, që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të BE-s. Можел да го кажеме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме на позиција дека во овој момент услови за уставни измени нема, услови за уставни измени може да се создадат врз основа на градење на меѓусебна доверба, како што често повторуваме, а меѓусебната доверба може да се изгради прво ако има институционални гаранции, зашто верувам дека нема проблем кај скоро сите земји членки, освен кај една, тука е најголемата грижа. Duke paralajmëruar takim të nivelit të lartë javën e ardhshme në Sofje, Mucunski tha se marrëdhëniet mes dy vendeve duhet të vazhdojnë përmes komunikimit të vazhdueshëm, pavarësisht vështirësive dhe çështjeve të hapura. E nga ana tjetër, opozitarja LSDM vazhdon akuzat ndaj pushtetit se po e përdor temën e futjes së bullgarëve në kushtetut vetëm si një alibi që shteti të mos vazhdojë rrugën европјане. Крајната цел сосем е јасна, тоа е да се води една антиевропска кампања за да се спречи внесувањето на малцинствата, со тоа да се спречи влезот на Македонија во Европската унија. Дел од ова сценарио секако и лажниот патриотизам на премиерот Мицкоски. Тој со неговата пропаганда месеци наназад шири лаги и не уверува дека ако треба ќе дадеме корења, доколку се внесат малцинствата во уставот, со тоа ќе бил наводно загрозен македонскиот јазик, македонската култура и нашиот национален идентитет. Opozitarët LSDM-s vazhdojnë të kërkojnë referendum ku qytetarët vetë do të vendosnin për të ardhmen evropiane të vendit.